Историята ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама тој пусти Мастикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Воските на Иван и на Афродита, на огридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени правеа и тога пропадна за најкодна. Школските денови за повеќето од нас се незаборавни моменти од младоста. Матурата пак има посебно место во животот на младите, кога се пред вратата на светот на возрастните. Во следните минути ќе се навратиме во соништата на генерацијата матуранти од пред близу 5,5 децении. Спомените од школските денови се вечни. Незаборавни се миговите поминати во школските клупи, немирниот младешки дух, безгрижноста, шегите и случките поврзани со најразлични ситуации, со другарите и професорите, кои остануваат врежани во меморијата. Секоја генерација има своји посебности, а заеднички на сите млади им се сништата и очекувањата од животот. Со Димитар Стојковски Лепи, автор на монографијата 50 години од матура на генерацијата 1962 од Економското училиште Мите Богоевски, се навраќаме во времето на 60-тите години и спомените од нивната младост и школските денови. На страниците од монографијата е запишана една посвета која била забележана на позадината на една црно-бела фотографија, која го привлекува вниманието. Кимо, може би црната земја ќе го покрие ликот мој или судбината ќе не раздели во незнаен час, затоа ти го подарува мојот скромен лик, запишала Елизавета Нанушевска на фотографијата која ја подарила на својата другарка Никодинка Трајановска. Вообичаени биле слични посвети од тогашните споменари, кои младите си ги разменувале и подарувале запишани на фотографиите. Прелистувајќи ја монографијата во која Стојковски грижливо ги запишал имињата на професорите и другарите од Средното економско училиште, зачувувајќи ги од забора спомените на неговата генерација, го почнуваме разговорот за времето пред скоро 6 децении. Тоа време беше многу различно од денешниве генерации, тоа сите го знаат. Нас ни беше целта да ја завршиме средната школа и према можностите да одиме на факултет и да се вработиме. Бидејќи тогаш, во тоа време, немаше многу кадар. Народниот одбор на Охридска колија, во кој спаѓа градовите Охрид, Струга, Ресен и Кичево, и после 45-та година навака имаше изградба на објекти, хотели, фабрики, но друго. Меѓутоа, повеќе беше даен акцентот на гимназиското образование. Ние со средни школи, мислам со економско, угостителско, бидејќи имаше потреба Ресен, Охрид и Струга, туризмот. И околискиот одбор во 1955-56 година ја формира првата паралелка економски ученици. А 57-58 се формира две паралелки службенички, се вика тие, од вработени во фирмите кои ще учеа после пладне. И тие учеа во гимназијата, а во гимназијата првите ученици беа во 1945-46 година. А економска, кој што ви реков, од 55 до 56 година, а нашата генерација беше 1958-59, четврта генерација. Бевме многу амбициозни. И немаше толку нагледни средства, кабинет едно друго во тоа време,
бидејќи немаше простор. И кога во 1959-60 година се префрливме во радничка школа, кај сега музеј и завод. 2 години тука учевме и после ојдовме во новава зграда, кај економска, што го викаме сега. Исто така дојдоа и овие пред нас беа генерације, 55-та, 56-та, 57-та, 58-та во школава. Каде љубов моја, која ни река и однела со. Стојковски, раскажувајќи за тоа време, во евоцирањето на спомени на школските другари, укажува на тоа колку бил висок квалитетот на тогашните ученици. Имаше јаки ученици. И во нашата генерација и пред нас. И од Струга имаше Мешкова Марика во Охрид. Беше многу јака. Од Ресен имаше. Мал дел што учеа во Охрид, ојдоа во Скопје. Се запиша на факултет и остана и таму, и се жена и си формира фамилија. Нашата генерација прво се формира со 4 паралелки. А, Б, В и Г. После 1 месец се формира 5-та паралелка за угостителски ученици, за кенлери, кувари, едно друго. Ние учевме и француски, и германски. После 2 години немаше кадар за 3-та и 4-та, мислам, професори. И нас не поделија кој сакаше дојде во германски паралелки, кој сакаше во француски. И така завршивме како 4 паралелки со 111 ученици. А се запишавме 187. Од хикс причини се отпишува едно друго, меѓутоа овај број што ви го кажаме точно. Професорите со својот авторитет и знаење се дел од колективната меморија кај сите генерации ученици. Исклучок не се ни професорите од 60-тите години. Стојковски ги набројува имињата на Миле Стефовски, Алфонс Гирикочовски, Александар Лекорадич, Јован Трпеновски, Милена Главинчева, Перо Андоновски, Јонче Филиповски. Директор беше Анастас Шекеровски. Видичевски Крсте беше заменик директор. Политичка економија Нанчевски. Германски имавме на професорка од Босна. Таа беше ко приучен со јазикот и имала учествувано и во војните. И сиње беше овдека. После Александар Леко Радич, физкултура ни предаваше. Аладжозовски ни предаваше угостителство. Тој е Скопје и ќерка му е во факултетот. Ево, овде се запишани Асен Коцарев, Славица Настеска, Коста Нанчевски, Елена Петровска, Олга Топенчарова историја, Наде Герман технологија ни предаваше, Петар Пулејков, како што спомнав, ни предаваше француски, Катерина Плякова книговодство, Александар Лекорадич физичко, Емилија Кичевич ни предаваше македонски јазик, Вера Сидорова исто така, поделени беа предметите, Катич Вицко, тој предаваше по угостителство, беше тој, многу педантен човек, Трајан Ласовски стенографија ни предаваше,
А после, пред него беше Видео Видичевски, кој Видео Видичевски уште во 57-та година, 56-та бил во наставничкиот совет од страна на организација од градот, бидејќи таму имаше и од просвета, од едно друго, што помагаа. Иванка Медарич, како што ви кажав, таа е по-германски. Крсте Танковски, Војне Милановски, не знам, Иван Филев Горски ни предаше книговодство, Драго Киселинов исто книговодство на двете. Миле Стефовски географија, Јонче Филиповски, Владо Шелек не знам, Никола Новецки исто не знам, Санте Филева не знам, Видео Видичевски стенографија, Дане Поповски, и тој не ми предаваше, мене затоа не знам. Јован Трпеновски ни предаваше право. Милена Главинчева јазик. Перо Андоновски исто право ни предаваше Усташот. Олга Марковска историја. Стојмир Ристовски историја на другите класови. Наумче Акимовски книговодство. Крсте Джабирски, Кирил Джабирски, пракса во угостителство. И професорите беа во тоа време млади, амбициозни и се очекуваше од нив нешто да направат. И направија вистина. Без да вака се прават важни, јас сум професор, не. На вистина скромно се постоеше. Сепак меѓу професорите има и имиња кои биле страф и трепет за учениците. Тоа беше Стојмир Ристевски. Тој беше љубител на Црвена звезда. Кој ќе слушнеше Црвена звезда, за него беа. И Црвена звезда кога беше во Охрид, и викна во школото. Така. Не беше строг, меѓутоа бараше доста и од него се плашевме. Имаше игралище за одбојка тука близко до школата и после ручек ходевме, гледавме да ојме, кој ќе не е тој втора смена. Зашо на другиот ден тие противниците што беа кај него што учеа, одма го прашуваше. Меѓутоа други вака немаше, не. Стојковски раскажува и за релацијата професори-ученици. Многу беше, како да речем, другарски, родителски. Не се прави важни. Нема амбиции да речеме, не знаеш за ините ти клајт оцена ова. Многу природно беше вака односот наш. И ние ќе завршеше школската година, мене секогаш ме предлагаа да му давам цвеќе или друг поклон вака. И навистина беше многу пријатно. И што беа професорите појќе од овдека, дури кога завршиме средна и факултет, се поштовавме. Со сите се поштовавме. Кажи зошто ме остави и ме обли со тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Бевме мирни и послушни ученици. Многу ретко имаше проблематични испади, вели Стојковски. Препишувањата и снаоѓањата во материјалот, посебно за математика и странски јазик, биле неизоставен дел и од оваа генерација. Имаше кој имавме 10 години од матурата, еден Ристо Лазарески се викаше,
му викат на, може не ќе го пушти тоа, на Ламбе Мартиновски. Ламбе Мартиновски, кој што бев ја германски, не знаев. Тој не знаеш ингулит. Јас ќе ти напишам прашањата, ќе ти ја фрлам писмената низ пенџере, ќе викнеш од некој другиве, ќе ја решите и ќе ми вратиш назад. И на 10 години, кога имаме школски час, Лазаревски Ристо го кажува свето. А Иван Филев ми вели мене кој излеговме. Дали е могуќе повозрастни школски наши ќе зеше книгата и ќе клаеше во чепот месокот да носиме торба едно друго. Се праја повисоки. После имавме мала вака село град. Имаше сиромашки, меѓутоа одлични ученици. Меѓутоа имаше од градов кои што не заслужуваа оцена, меѓутоа добиваа. Се заминаваа со други работи, така ги кажам, ќе се сетат. Али во нашата школа немаше такви разбойници. Имаше еден што беше склон да отворит и да препред оцени. Имаше и такви. Меѓутоа, да имаше за тепе, да ги викет на состаноци, немаше. Што знам, некако бевме потиштени. Зашто да дојше од село в град, во тоа време не е исто. Имаше доста помош меѓу себе, да се кажем отворено. Не постоеше љубомора, никако ич. Кој ќе дојше крај година, имаше некој измеѓу двојка и тројка. Сите станувавме, ова ќе се поправи и делувавме на тоа. И што беше важно, од нас учениците имаше во наставничкиот совет. Само нема право да одлучуваат. Марика Мешкова беше од Охрид, одлична ученичка. А од Струга Милорад Трпески, моментално сега е председател на пензионерите во Струга. Младите луѓе од тоа време немаа компјутерска технологија, но имаа богат спортски и културен живот, раскажува Стојковски. Немаше тоа нешто. Ни мобилен, ни интернет. Пишувавме на тетрадки. Јас еден денеска ги имам тетрадките што сум пишел на часови. И кога ќе појавме дома, една имаше за сите предмети, а посебно таму и пиши дома и да имаш материјал да се учи. А сега е лесно. И телевизија има, и една и друга. Каде ние 62 завршивме, а 64-та дојде првиот телевизор, 64-та, 65-та, така мислам јас. Тоа е. Имавме и игранки. Во сабота, во недела. И музика идеше тука. Јас имав еден случај, не сега да го кажам. Гледавме на нечесен начин да влезиме. Кога ќе си одевме, ќе оставивме вратата отворена од пенченината. И вечерта турнија и влези. А на врата стоја најпоќе Наумовски, како го вика, заборев. И Богоја,
стоje наврато тие двајца. И кој ќе се пуне вака, влези од кај влезе, шо влезе, ајбе. И така, ама имаше и судири. Сака ти да дадемат пари, нормално. Му е криво и ја да сум. Имаше и избор на најдобар пар, што играт. Се сеќам на еден Димитар Аврамовски. Играше перфект. Тој стално беше избран. И нешто дава вака, како награда, како нешто. Има еден ден што не се зори, скриен е тој во сказни гори, мора да си ти од него еден дел, еден Навираат сеќавања за работните акции и учеството на младите во изградбата на татковината. Стојковски ги реди работните акции на малиот полигон во 1959-та и тунелот кај Свети Стефан. радости му носиш, звезда си во некој... Работни акции, ние, јас, например, и генерацијата моја, го почнавме полигонот за мали спортови 59-та година, 15 март. На часот по физичко си носевме од дома алат, кој имаме затот и работевме тука. Исто помагаја и учениците од гимназија. И 59-та и 61-та се направи полигонот. Јас имам слика од тој полигон. После бевме кај тунелот. Тука работевме, спиевме во градежното предпријатие Бетон и во инвалидско одморалище Сутјеска. Сега каше овие за кардиолошки ше сега. Тука и се храневме. Тука многу убаво беше. Еден автобус со ученици од економско училиште и гимназија заминавме за Појате, измеѓу Параkin и Ниш. Со нас дојде и ученици од Кичево. И беше таа Охридско-Кичевска бригада, Андон Дуков се викаше. Беше Ѓоко Тозија главен. И многу поминавме еден месец. И 60-та година пролета дојде овој Ѓоко Тозија во економско училиште, не собра сите во салата и сакаше да одржи предавање како 60-та година да ојме повеќе. Меѓутоа, не се ојде. Од кои причини не знам. Има еден галептажен ода ни солзи мој што броди. Има еден живот празен ода без ден да му се роди. Има едни очи многу топли, сон што барат низ животен праг. Галептажен развил крилја мојта душа, а та го слуша. Слушни плаче галеп мили ода. Училишните екскурзии, посетата на поголемите југословенски центри од тогашната држава и тогаш биле незаборавно доживување за секој ученик. И ојдовме на екскурзија низ Југославија. 61 година, од 1. јуни така едно 16-20 дена. Убаво беше.
кој ќе одевме со воз, во возот имаш комоција, бевме Љубљана, Постанска јама, Сплит, Дубровник, Мостар, Сараево, прошатавме доста. И тука се рече дека 4 паралелки сме биле, над 100 души сме биле, што не е точно. Не е точно зашо. Ви реков, 111 души бевме, што завршивме. Некој ојде на полагање, некој не положија и слично. Сила 60 души довевме и немаше проблем за да најдеш свиење или така низ Југославија во тоа време. Не беше скапо и ни дава и на почек. И на некој му помогна и школата. Некој сиромаси, одлични ученици беа. Следај ти по галеве мој тажен, топли сонце, зароби Бог час, дај ми мало парче мирно, сино небо, истопли ми душа, истопли ми душа. Летай ми солзи мој, галеве мој тажен, летай ко неба твој. Матурската прослава и крајот на школувањето за секоја генерација, па и онаа од 62 година, останува во трајно сеќавање. Стојковски си приспомнува дека фотографирањето не било така вообичаено и често како денес. А бевме во летница, денеска е самопослуга. И јас имав посебно одобрење од директорот да можам да ја донесам денешната сопруга, тогашна љубовница. Каш имавме, баш денеска разговаравме и викат, море, немаше сликари тогаш. Немаше вистина сега и немаме слика од тоа. Не ние, него сите един овие, ова слика и уште една имаше што бевме на площадот. После вечерта, така, овдека е исто се во бетон. Тоа е за мене убаво и е вака ќе се подсетиш. По завршување на средното економско училиште Мите Богоевски, некои од другарите заминуваа на факултет, а некои се вработуваа веднаш, раскажува за тие вреднења Стојковски. Од Охрид имаше Томе, јас Ворен Новдев, Владо Ѓоргоновски, Келешовски, Глигор. Имаше, доста имаше од Охрид. И то излегоа и на положај. Знаете, тој Томе Митковски беше директор на ОТЕКС, генерален на ОТЕКС. После Владо Ѓоргон беше во Струга на извршниот совет на Струга. Глигор Келешовски беше директор на Стапанска банка. Во Охрид овдека, тоа што го спомнав, Ѓоко Наумовски беше и тој доста. Богоја Толевски, директор на Винарска визба беше. И каде не, имаше други. Меѓутоа, ако почна да се развива стопанството, после 62-6 година ние веќе бевме кадар. 70 и некоја година беше јако стопанството. Чија си и кој ти гали долги коси, свети мој. По завршување на средното школа имало исклучување на бракови помеѓу школските другари, раскажува Стојковски. А ниту име ти знам. 62 година кога завршивме, имаше два брачни пара од иста генерација, склучија брак и тие се во монографијата
Првата е Лиљана и Нове Ристевски, другата Борка и Кристофил Домазетовски. Сега почина овие, а овие се одамна починати. И тие се тука поставени и меѓу овие двајца беа одлични ученици. Лиле беше една од најпедантните, навистина што ме водеше во женскиот полта. Со облекување, педантна беше, како што се гледа тука. Димче Стојковски Лепи педантно ги забележувал сите поединости од неговата генерација, собирал и фотографии. Сите податоци ги зачувал како хроника на една младост во монографијата, а подоцна ги забележал и моментите од генерацијските средби. Денес, многу од школските другари и професорите не се меѓу живите, но моментите од минатото се зачувани. На секоја средба се евоцираат спомени и сеќавања на минатите времиња, кои се скапоцено зачувани во срцата. Плановите на генерацијата економисти од 1962 се следната јубилејна генерацијска средба да биде на изворите на Црн Дрин, со брод, во Тушемиште или Светинаум, сеедно, само да се продолжи другарувањето и сеќавањето на школските денови. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да го заборавиме. Кога се разтуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Коските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени праја и тога пропадна за мајко нас. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви.